Во врска со континуирано зголемените концентрации на загадувачки честички во воздухот во повеќе градови во Република Македонија, како и метеоролошките прогнози за следните денови, владата на Република Македонија, покрај серијата мерки со кои се веќе задолжени надлежните министерства, во функција на заштита на здравјето на децата и во функција на скратување на времето на изложеност на загадениот надворешен воздух, донесе итна мерка за продолжување на траењето на зимскиот распуст. Одлуката се однесува на сите ученици од сите јавни и приватни основни и средни училишта во Република Македонија, а истата е донесена преку итна координација на Министерството за образование и наука, Министерството за животна средина и просторно планирање и Министерството за здравство. Продолжување на траењето на зимскиот распуст за сите ученици ќе биде од време траење од 2 дена, заклучно со вторник, 22 јануари 2019 година. Училиштата ќе бидат во функција, но учениците нема да посетуваат настава во наведениот период. Во овој период владата, пред се Министерството за животна средина и просторно планирање и Министерството за здравство ќе ја следат состојбата врз основа на која, а во координација со Министерството за образование и наука ќе одлучат околу евентуално продолжување на зимскиот распуст. Продолжува второто полугодие на 23 јануари во среда. Да. А што ќе се случи доколку и во среда и во натамошните денови четврток, петок биде исти, односно биде загаден воздухот, исти PM честички има повеќе? Доколку продолжи високата концентрација на честички, ќе излеземе со ново сеопштение и ќе биде сигурно мерката во насока на заштита на здравјето на децата. Другите општи мерки, другите институции ќе ги соопштат. Ви благодарам. Благодарам.